civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Каква е состојбата со филмската индустрија или продукција во Македонија? Сметам дека ќе нема да звучи нескромно ако се каже дека состојбата сега е веќе одлична и чекори кон уште подобро. Ако успехот на Медена земја со 2 номинации за Оскар, на кој сведочевме и се радувавме како еден апсолутен национален успех, кој ни се повтори после од 96-та година до сега, ние веќе на прагот сме да постигнеме можеби уште една повторна номинација за Оскар, судејќи според тоа што го гледаме деновиве во медиумите со филмот На летница на Унковски, краткометражниот филм кој освои фантастично многу награди и со самите тие веќе чекори кон повторно кон номинација за Оскар. Ако ова нели не е одлично или е потврда за еден навистина голем успех, навистина не знам што повеќе може да се каже. Дали може подобро? Секако дека може подобро. И тоа што мене ме радува, ева како човек што како хроничар, да кажам, на македонската кинематографија, филмски критичар, следам состојбите веќе подолго време во својства новинар низ неколку редакции од речиси цели 20 на години. Е навистина тоа што ако некогаш успехот бил инцидентен и постигна еден филм голема гледаност или пак тој освои некоја награда, тоа потоа ќе се заборави и ќе затаи низ годините додека да се случи тој некој следен успех. Успесите сега се нижат еден во друг и тука веќе не може да зборуваме за инцидент. Значи, сигурно дека зборуваме за некаква стратегија и воспоставување на критериуми стандард, што е навистина исклучително важно за секоја дејност, особено за секоја дејност во културата и во уметноста, а во филмската како највлијателна. Во овој миг сметам дека филмските автори и сите оние филмски работници кои се градели, се создавале во текот на сите овие години, зборувам од промена на една генерација после осамостојувањето на државата до денес, имаше промена на генерација, зборувам целиот тој систем на производство на филмови минуваше низ различни фази. Сега веќе стандардот е постигнат, критериумот го има и верувам дека никој не може веќе тоа да го свати помалку сериозно или пак да се осмели да влегува во филмски проект каде што навистина неговата идеја, целиот концепт и реализација нема да биде дотолку издржан за истиот да ги одржи оние критериуми кои се веќе поставени. Сега не знам дали да именувам повеќе филмови, сметам дека нема ден да помине да нема некоја вест во медиумите која се однесува на успех на некој наш филм. Во однос на Македонија со регионот, какви се податоците тука? Дали сме можеби на некој поблиско ниво со другите земји од регионот или до каде сме? Во однос на регионот, кога зборуваме, интересно е таа ситуација е доста менлива. Во овој миг, барем од тоа што го слушам од оние кои работат во филмот, влегуваат во големи регионални копродукции, така што значи тоа се случува со филмовите и нашите македонски филмови влегуваат во копродукции малцински со регионалните копродукции и обратно, значи мнозински влегуваат малцински од Србија, Бугарија, Хрватска, ако тоа го сметаме за регион. Сега еве на пат е една копродукција, прва македонско-грчка копродукција. Тоа ќе биде интересен исчекор, зборувам, и во културолошка една размена, а исто така сигурно ќе допринесе за некој многу интересен филмски сензибилитет кој не сме го виделе досега. Така што одмерувањето или податоците за тоа кој е подобар, секогаш постојат и тоа е едно креативно ривалство кое се случува меѓу авторите во регионот. Во овој миг сметам дека македонската кинематографија е толку горе и едноставно толку оди напред пред сите овие регионални кинематографии, можеби еве бугарската исто бележи значаен скок. Така што навистина сега веќе се гледа на нашата филмска уметност со, да речам, една завист во позитивна смисла и навивање за тоа кога веќе не е неочекувано кога македонски филм да влезе на еден од престижните филмски фестивали, истиот да биде во очекување на награда, што не е баш случај со регионалните филмови. Таа ситуација нормално, исто така регионално предонесува повторно што велам за овие стандарди, сите да одат погоре.
и да бидат дел од целата една европска кинематографија или светска, ако може, да се каже препознатливоста тука ја гледам во однос на нашиот филм. Нашиот филм станува веќе препознатлив. Тој има некакво бележи, некој концепт кој ја следи рамката на континуитет на тоа што се создавало во македонскиот филм, но далеку веќе се оформува на начин на кој навистина таа каква и да е приказна, нели може да се каже да тоа е македонски филм, меѓутоа е функционален било каде, дали може да биде во Њујорк или во Париз. Едноставно еве последната премиера на филм што ја имавме на филмот Хомо на Игор Иванов Изи, е еден таков пример за филм кој навистина е веќе воопшто не се одвојува од концептот на европската кинематографија. А повторно може да биде многу интересен за нашата публика која секогаш бара нешто што ја допира, што е локално препознатливо и тоа е тоа што прави филмската уметност нели интересна. Во однос на политиката е филмот, колку добиваат, не знам, филмските производители, колку добиваат помош од државата, може би или не знам, од некоја друга институција, колку воопшто се грижат за таквите филмски уметници? Сега кога зборуваме за политиката и филмот, тоа можеме никако да го поделиме вака, да направиме дистинкција меѓу тоа што значи политички контекст и како се создава каква била култура и уметност во еден известен политички контекст и да го поделиме на она што значи политиката или влијанието врз филмската дејност или културата воопшто. Во овој првиот дел, значи таму каде што ние се секаваме, бевме сведоци на еден систем од 11 години, репресивен систем, недемократски систем и во цел тој период интересно како што голем дел низ историјата овие системи ја злоупотребувале максимално културата, знаеки ја моќта колкава е на и влијанието на уметноста и на културата и на сите инволвирани интелектуалци, така уметници, кои можат да извршат влијание врз јавноста, секако дека еден режим тоа му одеше во интерес да го искористи. Тогаш буџетите за култура и за филм беа навистина големи, но успехот, некаков успех меѓународен, ние не видовме. Со тоа што беше недемократично и нетранспарентна цела таа состојба во културата, конкретно во филмот, не стигнуваа доволно информација од Агенцијата за филм што е сработено, како е сработено, каде се одлеани средствата. Ние немаме увид во тоа што точно е направено. Има некак се зборува за бројки на стотици филмови кои се поддржани од тогашната политика и од режимот, излеани се средства, но филмовите никогаш не виделе бел ден. Исто така работено на многу нерегуларности. Мотивирани се известни автори кои јас не ги обвинувам дека морале тогаш да работат и да творат, но истата нивната креативна работа е употребена или злоупотребена за целите на презентација на известна идеологија. Тоа е она што се однесува кај нас, меѓутоа нормално дека тоа не измислување на топла вода уште во времето кога, нели, веќе спомнам во комунизмот кога Тито, Јосип Брос Тито, ја увидел влијанието на филмската уметност кога стигнувала од Русија, решил дека ќе треба да се одвојат значителен дел големи буџети за да почне Југославија да работи филмови. И тогаш почнуваат да се работат филмови со тоа неспоредливо со тоа што се случува во кинематографиите денес. Нели со големи буџети, тие партизански филмови што сме ги гледале Неретва, Сутјевска, така натаму, после тоа се прелева како манири во македонската кинематографија до некаде. Значи, меѓутоа, тоа е влијанието. Тие филмови имале за цел, иако тие имаат исклучително уметничка вредност, меѓутоа имале за цел секако да ја величаат, односно да ја пропагираат таа идеологија која била актуелна во тоа време. Сега живееме 3 години еден друг систем, демократски систем. Нештата малку се променија и повеќе од тоа. Ако се земе во предвид дека оваа година по втор пат се одржа златна рамка, истата прв пат беше одржана лани, и целта на оваа ревија на македонски филмови е точно да се направи отчет на тоа што е сработено во една календарска година. Уште повеќе што народот, граѓаните може да ги видат тие филмови и нормално донесат свој суд. И тоа се случува еднаш во годината, проекциите се бесплатни
иницијатор на ова нешто Друштвото на филмски работници, кое исто така, за сметка на таа демократичност и отвореност и транспарентност на институцијата Агенција за филмот, каде што практично доаѓа главната поддршка на филмските проекти, во една така взаемна соработка која нормално дека секоја владина институција каква што и оваа треба да биде отворена конкретно за професионалците од истата област. Не обратно, не може естаблишментот или владеачката елита да одлучуваш за тоа што треба да се случува со професионалците. Зборувам во секоја област, конкретно во филмската уметност. И тоа, слушајќи го нивниот глас и поддршката која добиваат, позитивни се ефектите, тоа е сосема очигледно. Дали тоа се резултира во списите на филмовите што ги споминавме, или пак воопшто на некакво поголемо, позначително задоволство од страна на сите филмски работници кои веќе си го добиваат своето место и се чувствуваат навистина почитувани конечно. И како што сега слушам дека ќе има и поголема борба за афирмација на нивната работа. И тоа е таа разлика ако треба да направам политичка во однос на политичкиот контекст. Значи, влијанието на политиката не сме никако да биде тако директно во однос на филмската уметност. Значи, рацете сосема треба да се кренат од тамо и да се почитува тоа што е стандард, како што споменав. Исто така е важно дека една кинематографија, она што велам не е инцидентен успехот, не може да не е само успех на тоа што е крајниот производ. Значи, тука има многу долг пат додека да се стигне до таму. Така што, судејќи од тоа што треба да се препознаат проектите кои имаат навистина вредност, кои се во својата првична фаза, потоа истите да се поддржат, па да дојдат до конечната реализација и да се одмерат на пазарот, тоа се голем дел на тим на професионалци кои работат на истото и имаат секој од нив по мал удел во тоа што ќе го донесе крајниот успех. И сега, како што реков, позитивно е тоа што се случува последниве 3 години, не гледам влијание на политиката воопшто никакво во филмот. Темите кои се сработуваат во филмовите се сосема универзални, сосема демократски, слободни. Авторите говорат за тоа што нив актуелно нели ги провоцира. Тоа нормално дека тие секогаш се расположени да критикуваат и да коментираат тоа што го провоцира еден автор, нели? Дали се тоа секојдневни политики, начинот на живот, лајфстајлот во Македонија, економската состојба, што и да е. Тоа да оди без никаква цензура, секако до оној момент додека тоа има своја валоризација креативна и уметничка. Но апсурдот да биде поголем, филмот, како што реков, ако во тој систем претходен беше поддржан максимално, воопшто за културата се одвојува многу средства, сега за сметка на овој успех на македонскиот филм, 2 пати се случува да биде буџетот скратен, што влегува во Агенцијата за филм, што сметам дека ќе треба да се зема во предвид дека не е во ред, затоа што кога некој нели оди напред, треба да му се даде ветер во грбот. И тоа да не застане таму, но од друга страна пак исто така да се разбере дека ако ние сме одале порано со некои стандарди и политика на создавање на кинематографија со еден или двајца автори за кои се одвојувале големи буџети и филмовите завршувале не подалеку од 2-3 граници пред нас. Сега овој концепт каде што на авторите им се даваат некој оптимален буџет, па истите се обидуваат да добијат средства преку европските фондови, преку Евроимаш или преку Креатив Медија, или пак да влезат во копродукции регионални, светски, да оформат некаков буџет со кој ќе може да го сработат филмот, можеби им даде дополнителен стимул и мотивација за тоа да го направат. И тоа е можеби подобар рецепт отколку оној претходниот, затоа што ние не сме нели богата земја која може да се дозволи големо високо буџетски филмови од една страна, и исто така не може да се дозволи баш да има филмови кои лесно ќе пропаднат. За разлика ако се произведува во Франција 70 и 80 филмови годишно, голем дел од тие филмови секако не сите се успешни, но тие може да се го дозволат луксусот на тоа. Додека кај нас работите стојат вака како што стојат. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.